Граѓаните да излезат и да гласаат за на престојниот референдум и да се постигне цензусот, бидејќи се работи за историски момент за Македонија кој треба да се искористи, кој ќе значи мир и стабилност за регионот, вклучително и Косово, порача косовскиот председател Хашим Таџи по средбата со премиерот Зоран Заев во владата. Duhet besoj që pjesëmarrja e njerëzve në Maqedoni e qytetarëve do jetë masive, jo vetëm për të votuar për, po edhe për të arritur mbi 50%. Kështu që mesazhi im krejt njerëzor dhe si mik i shtetit Maqedon dhe i Maqedonisë euroatlantike është dilni dhe votoni. Ky është patriotizmi më i madh që mund t'i bëj sot një qytetar shtetit të Maqedonisë atë dheu të vet. Заев на повикот за дебата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски истакна дека ќе прифати кога тој ќе каже дека е против бојкот на референдумот. Јас себе се сметам за промотор на дебатата. Секако едината на Македонија заслужува секогаш да се разговара за тоа прашање и во тој аспект бојкотирањето за еднината на Македонија не представува никаков основ да се седне и да се разговара. Подготвен сум да прифатам дебата со господинот Мицкоски, кога буквално јасно и јавно ќе каже дека е против бојкотирањето. Во однос на диалогот меѓу Србија и Косово и евентуалната корекција на границите, Тачи порача дека без диалог не може да се постигне решение. Marrëveshja Kosovë-Serbi, nëse arrihet, e do të jetë shumë vështirë për të arritur, do të jetë e frymës evropiane, do të ruhet multietnicitetin e Kosovë, do të jetë e koordinuar në plotëni me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet fqinje, shtetet mike do të ndihen komod. Kosova respekton integritetin territorial të çdo shteti fqinje, të Maqedonisë, Shqipërisë, Mali Zi dhe vendeve tjera, por me Serbinë në çështje specifike. Pra, duhet të përmbyllëm çështjen e demarkimit të kufirit për 430 kilometrash. Заев порача дека Македонија поддржува изнаоѓање на позитивно решение меѓу Србија и Косово. Решение кое што ќе биде добро за еднината на Косово, но и на целиот наш регион. За мене е важно сите лидери во регионот да останеме обединети околу испорачувањето на заедничките цели кои што ги има целиот наш регион, а тоа е траен мир, економски развој, регионална соработка и членството во Европската унија.